Почитувани граѓани, на прагот сме да ја пречекаме новата 2023 година со нова надеж. Бидејќи велат со каква енергија ќе и посакаме добре дојде, таква енергија ќе ни донесе во секој нов од 364 денови. И секако да испратиме 2022 како година на големи очекувања, уште поголеми предизвици и реформи во глобални рамки и секако во национални рамки. Во суштина, само што здивна од пандемијата со коронавирусот, светот се соочи со нови кризи. Пандемија од дезинформации, но и закани за мирот, стабилноста и безбедноста, миграции и климатски промени, а особено со закана од тероризам и насилен екстремизам, кои веќе ја менуваат визурата на нормалното секојдневие. Но барем се обедини во ставот дека новото нормално изискува широк фронт, наше заедничко делување, посветеност и обединување во меѓународната коалиција за борба против современите безбедносни предизвици и геополитички случувања. И тука почнува реформата на глобалната свест. Во национални рамки пак, потврда за веќе спроведените реформи, но и ветер во грб за оние што ни предстојат, беше почетокот на пристапните преговори на земјата со Европската Унија. Очекуван цели 17 години во чекалницата на кандидатите. Од почнувањето на скринингот на европското законодавство, како прв чекор во процесот, ги максимизира напорите институциите да одговорат на очекуваното. Покажа дека како држава имаме потенцијал да одговориме на барањата кога перспективите се светли и јасни, кога затвореноста ја заменуваме со европско семејство, подготвено да помогне, да насочи, да охрабри и потикне. Како резултат на тоа, ја имав честа како министер за внатрешни работи да ги подпишам и првите два документи со Европската комисија. Првиот договорот со Frontex, а вториот поврзан со заедничкиот план за акција за борба против тероризмот во Западен Балкан. Конечно, реформите продолжија и на ниво на Министерството за внатрешни работи. Амбициозните и сериозни реформи на стратешко рамниште донесоа исполнување на препораките од извештајот на Греко за евалуација на Република Северна Македонија, пети круг на тема спречување на корупцијата и промовирање на интегритет кај централната власт и органите за спроведување на законот. Поради што направивме промена на законската регулатива, но работевме и на оперативен план, за да ја покажеме посветеноста кон оваа наша стратешка цел, откривајќи 124 кривични дела поврзани со корупција, тешки 227 милиони денари. Реформите продолжија и во контекст на создавање на опремена, модерна, стручна и ефикасна полиција која ќе биде во служба на граѓаните. Годината ја заокруживме со 78 комплетно реконструирани енергетско ефикасни објекти, набавени униформи и опрема за сите организациони единици во МВР, 30% заштити на електрична енергија и спроведена на дело агенда на сина униформа која се грижи за зелената околина. Покажавме дека можело од година во година да се подобруваат и резултатите за ефикасноста на полицијата, па подкрепено со статистички податоци да зборуваме за стабилизација и намалувачки трендови на криминалните области, а зголемена ефикасност на полицијата за 30, 40, а во одредени области за 70%. Како што знаете, одлични резултати беа постигнати и во спречувањето на организираниот криминал и шверцот со наркотици. Тоа придонеси за висока доверба кон полицијата од 50% од испитаната јавност во анкетата на Меѓународниот републикански институт, што докажува дека МВР е целосно реформирана демократска институција која работи во полза на сите граѓани. Амбициозните реформи во државата, а посебно во полицијата во изминатиот период, но и успешната меѓународна соработка на земјата, добија признание и од меѓународната заедница. Според неја МВР, македонската полиција и нашата држава се оценети не само како кредибилен партнер, туку и лидер во регионот,
за соработка во областа на сузбивање на криминалот и подобрување на безбедноста како мост во Западен Балкан. Ако кон ова го додадеме и рангирањето на Република Северна Македонија, според глобалниот индекс за мир во друштвото на 36 најбезбедни држави во светот, како најбезбедна држава во Западен Балкан, тогаш можеме со задоволство да го потврдиме континуираниот напредок. Што ни останува за идната 2023 година? Реформа на умот. Тоа на што зависи само од нас и што секако имаме потенцијал да го постигнеме. Од најбаналните работи до најкомплексните. Да не седнуваме на волан ако сме конзумирале алкохол или без поговор да ја почитуваме максимално дозволената брзина на патот. При тоа, размислувајќи со подеднаква грижа и за своето, но и за другите деца како учесници во сообраќајот. Или да не нудиме пари за нешто што е обврска на системот да ни ги обезбеди. А доколку некој ни побара, тоа веднаш да го пријавиме во полиција. Еве уште еден пример. Би рекол баш предпразничен. Не им купувајте пиротехника на вашите деца, доколку не сакате да бидете директно одговорни за загрозување на нивното здравје или животот. Доколку сте сведоци на криминално действие, пријавете го во најбрз можен рок, затоа што доколку тоа не го сторите, токму вие може да станете следната жртва. И такви примери има безброј. За таквата реформа на умот зборувам, а сигурен сум дека можеме во тоа да успееме. Нека биде мојата заедничка новогодишна желба токму тоа, која ќе обезбеди позитивен инпут во новата година, за да ни донесе безброј нови убави моменти кои заеднички ќе ги славиме. Нека биде тоа патеката кон светлата перспектива за државата која си ја посакуваме. Да ја направиме заеднички новата 2023 да ни биде посреќна, помирна и поберикетна.